обвинител е фатен во тесно. Тие немат одлука за забрана македонската радиотелевизија да емитува разговори кои што ги објавува опозицијата. Со самото тоа што тие разговори се објавени на други медиуми, на Телма, на 24 Вести, на Алсат и на сите портали, тие информации не представуваат тајна и слободно може да бидат емитувани. Таквото сообщение со кое што се забранува на МРТВ да ги емитува разговорите од опозицијата е само за заштита на режимот. И верувам дека за неколку дена ќе го срушиме. Во моментот кога нема да има такво сообщение или одлука, Горан Петревски ќе биде должен веднаш да започне со емитување на бомбите. Доколку не ќе му влеземе внатре. Јас сам не знам да пуштам видео и техника во телевизија. Но со нас Они знаат. Они како знаат да пуштат. Како знаат дуетке да пуштат. Само се влезе. Со нас ние и овде имаме луѓе кои што се разбират од техника. Ако на вработените е непријатно, тогаш ние ќе ги заземеме нивните места и ќе пуштиме, бидејќи тоа е обврска. Тие се тие кои што го кршат уставот, а не ние кои што ќе влеземе внатре. Нема да дозволам на 20 или 30 бандити криминалци да си поиграва со сите македонски граѓани. Срамота е тоа. Слушнавте денес како зборува Силвана, иако тешко беше разбирливо ептен цепи на диалект. Ја мислев, јас цепам штипски, она оригинал струмички. Како се живо е рекетирано во Струмица, тоа овие луѓе кои што стоат назад го слушат и го знаат подобро и од вас, оти тој е работа. Затоа, кога ќе дојде денот да влеземе во телевизија, нема да имат право да ја употребат полицијата. И ги предупредувам, со време да се подготват за пуштање на бомбите. Македонскиот народ, македонските граѓани не се глупи, ќе слушнат што се зборувало, ќе ги слушнат овие монструозни разговори во кои што нашите македонци од Пустец се нарекуваат човечиња. Разговорите во кои што ромите се нарекуваат цигани кои што ќе бидат влечени за уши. Разговорите во кои што семејството на Тоше само затоа што не сака да гласа за режимот ќе му била укината помошта. Разговори во кои што оној Мартин Протугер се заканува со убиство на жени и деца. Овде има неколку луѓе кои што биле во војна. Прашајте дали еден од нив дигнал рака на жена или на дете. Само кукавица се заканува на жени и деца. Затоа ве охрабрувам. Пренесете и на оние наши пријатели на Фейсбук. Јас од вас барам само 1 час од вашето време, ништо повеќе. Овие луѓе кои што владеат со Македонија се кукавици. Го слушавте ли началникот? Кажи, ама сум опасен. Мамо, му сум страшен. И сите му се плашат. Доволно беше неколку телефонски разговори за демаскирање, да ја видиме нивната беда и кукавичлук. Замислете го тој човек како мене да застане да зборува пред луѓе, па можеби ќе се помочи од страв. Или замислете го тој човек како оде на телевизиско интервју без нарачани прашања. Ние не сме го виделе на интервју со нарачани прашања. Не и се плашите. Јас нема да застанам. Јас ви убедувам, ви гарантирам дека ќе ги срушиме, нема да знаат што и се случило. Затоа што
граѓаните, сите македонски граѓани, и македонци, и албанци, и сръби, и турци, власи, роми, и египтяни, босанци и така натака. Никој не ги сака. Јас ваква подршка немав кога се борев против именувањето на Тала Џафери за министер за одбрана. Тогаш еден дел од македонците ми даваа голема подршка, еден дел не. Денес подршка ми дават сите, од сите партии, подршка добивам и од албанци. Излегува дека овој ненароден режим народот е повеќе огорчен од него, отколку од командантите на УЧК. Затоа знам дека брзо ќе падне. Ослободете ги луѓето, бидејќи ние имаме работа со банда кукавици. Криминалци! Криминалци пар екселанс, тоа да не и кажувам. Го знаеме сите. И дајте, кога ќе видите дека некој пишува негативни коментари кај мене, обично се лажни профили. И еден човек има по 10 профили. Пратете ги разговорите, оние монструозни разговори, луѓето кои да е од љубопитност ќе отвори. И оние кои што работат за нарачка, кои ќе слушнат, ќе си речат: дорове ја за 400 евра овде кој идиот цел ден пишувам коментари. А овие види ги милиони. Каде си? Еве сум со шефот Груевски на водно во комбе. Луѓе, тоа е нездраво. Премиерот на државата на водно бара плацови да купува. И после вика на луѓето: ме знаете вие мене, ја кој сум? Јас сум Никола на митингот. И оние кутри луѓе му шлакат раци, Бог да чува. Затоа ве повикувам утре во 19 часот и во сабота во 12 часот еден голем митинг, да направиме еден голем протест од најмалку 1000 луѓе, кој што за мене ќе биде раме на 20.000 луѓе. Да живее Република Македонија! Да се разотидеме достоинствено, исто како што бевме овде. Колегите да се чуват спокојно покрај нас. Да не дадеме повод некој да го извалка овој преубав чин, бидејќи ваквите протести се колец во срцето на режимот. Да живее Македонија! Се гледаме утре вечер!